Предлог буџетот за следната година е развоен, заснован на реални политики за економски раст и поттик за инвестиции. Буџет со кој ќе продолжи макроекономската стабилност, ќе се обезбедат пари за сервисирање на обврските, за функционирање на институциите и за подобар животен стандард на граѓаните. Вака министерката за финансии го образложи предлог буџетот тежок 6,7 милиарди евра. Приходите пак се планирани на 6,5 милиарди евра и се темелат на зголемената наплата на данокот на личен доход, данокот на добивка, како и ефектите од глобалниот ефективен данок, кој ќе го плаќаат мултинационалните компании кои работат кај нас. Овој буџет не е само документ со бројки и табели, тој е економска порака за стабилност, доверба и развој. Јасна потврда за одговорно управување со јавните финансии, кој го воспоставивме и го продолжуваме со полн капацитет. Буџетот за 2026 година покажува дека можеме да управуваме паметно, дисциплинирано и визионерски, дури и во време на глобални предизвици. Буџетот е изготвен врз основа на постигнатите економски резултати и очекувањата за продолжување на позитивните трендови. Водевме сметка за реалноста во проекциите, економичноста и ефективноста во планирањето. Бројките се убави кога ќе се прикажат на хартија, но реалноста е поинаква, реплицира опозицијата. Наплатата на ДДВ-то и данокот на добивка не се одвиваат по планот и кога буџетот е креиран на нереална основа, се очекува напролет да има ребаланс, вели пратеникот Битики. Според него, ова е буџет кој не носи добро на граѓаните, туку асоцира на предвремени избори. Иако владата не сака да го изговори, од самата конструкција на буџетот мириса дека 2026 се подготвува како изборна година. Растат тековните расходи и трансферите, нема врзување на трансфери со пазарот на труд, нема предвидлив механизам за иновации и за јакнување на конкурентноста, нема обврзувачки индикатори за перформанси на буџетските корисници. Ни се нуди наратив за буџетска криза што не ја подобрува структурната сила на економија. И затоа не станува збор за развојна буџетска политика, туку станува збор за политика на одложување, на позајмување и префрлање на трошоците во иднината. Инако од 200 поднесени амандмани, власта прифати само 6. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.